Македонија нема да прифати да биде третирана како дел од колективното решение за проблемите на превозниците во Шенген зоната, порача министерот за транспорт Александар Николовски. Тој вели дека владата работи на билатерални договори со земјите од Шенген и најави нови преговори со Словенија. Ние го правиме нашиот максимум и целосна поддршка имаат превозниците. Тоа е прашање кое што треба да го уреди Европската унија и Шенген зоната. Она што ние можеме да го направиме како држава, имајќи предвид дека не сме членка на Шенген зоната, е да склучуваме билатерални договори со земјите кои што се дел од Шенген зоната. Веќе имаме такви договори со Хрватска, со Швајцарија и со Руманија. Интензивно работиме со Австрија, со Унгарија и со Германија и на тој начин ќе бидат покриени земјите каде што нашите превозници најчесто извезуваат или низ кои што најчесто транзитираат. Очекувам во тек на октомври месец да започнеме разговори и со Словенија и на тој начин целата рута е покриена, така што тоа е нашата целосна поддршка. За се останато треба Европската унија да изнеде решение. Не смееме да паднеме во замката на колективизација, дециден е Николовски во однос на проблемот со престојот на македонските превозници. Она што го добив како чувство е дека една соседна држава прави притисок за таа работа пред политички причини. Нек си ги решаваат своите проблеми. Ова е индивидуален пристап кој што ние го имаме, а не колективен. Ние сме засебна, суверена, независна држава и ќе ги решаваме проблемите онака како што ние мислиме дека е најдобро, другите држави нека си ги решават како што тие мислат дека е најдобро. Не смееме да паѓаме во една замка на колективизација на проблемите. Знаете дека долго време има обид да целиот регион биде представен како едно, како Западен Балкан. Јас со тоа не се слагам. 35 години независност ја славиме за некоја недела и враќање назад мислам дека е најлошата работа што може да ни се случи на државата.